Секое зголемување на даноците се одразува негативно на економијата и ова ќе се одрази сигурно негативно. Тие во својата програма имаат најавено зголемување на персоналниот данок на доход, но и од медиумите и од некои други извори информиран сум дека планираат и зголемување на данокот на добивка и на придонесите и дека тоа планираат да го прават постепено, а не одеднаш. Значи, за да не ги шокираат граѓаните одеднаш со поголемо зголемување на повеќе даноци, планираат постепено, за луѓето помалку тоа да имаат можност да го почувствуваат. Тоа ќе биде многу лошо прво за компаниите, за инвеститорите, затоа што ќе ги влоши условите за работа, ќе ги зголеми нивните трошоци и ќе ги присили да ги намалат инвестициите. Штом ги намалат инвестициите, практично ќе дојде до намалување на отварањето на нови работни места. Затоа што целта на намалувањето на даноците беше да се привлечат инвестиции и да се отворат поголем број на нови работни места и тоа се успеа. Македонија стана држава со најниски даноци во светот. Значи, број 1 во светот, со ефективна даночна стапка од 7,4%. И тоа стана еден вид бренд за Македонија. Почна се зборува во светот на инвеститорите, вклучувајќи ги крупните инвеститори, за Македонија како земја со најниски даноци. Почна да ни биде нешто препознатливо за нашата држава во светот на бизнисот и не случајно почна да доаѓаат многу инвеститори. Тие не доаѓаа само заради тоа, доаѓаа и заради другите услови кои што ги нудиме, но една од компонентите кои што ги привлекуваше беше тоа што имаме најниска ефективна даночна стапка од 7,4%, која што е сублимат на сите даноци кои што постојат во Македонија. Штом ќе почне да се зголемуваат даноците, практично ќе изгубиме таа придобивка, односно ќе изгубат инвеститорите и тие ќе го намалат интересот за инвестирање во Македонија, како странските, така и домашните. Или пак ќе ги одлагаат инвестициите, ќе се воздржуваат, ќе одат на помали инвестиции, сето тоа ќе значи помалку нови работни места. Ние со оваа политика отворивме 117.000 нови работни места. Ако имаше порано 560.000 вработени во Македонија, сега има за 117.000 повеќе вработени. Што значи таа политика даде добри резултати. Ако нешто даваше перфектни резултати во Македонија, беше токму даночната политика. Јас не можам да ги разберам СДСМ зошто одат да го рушат тоа што најмногу даваше резултати по прашањето што најмногу луѓето ги интересира, а тоа е невработеноста.